Словенска патека или патека од кај полицијата е една од опциите за оние што рекреираат на водно. Многу го сакам водно. Секој слободен момент го користам да дојдам на водно. За здрав живот, секако за рекреација, спорт, премногу. И што видел да го купираат, стварно ќе немаме чист воздух. Рутата води покрај швајцарската резиденција и 6-та управа на МВР. Иако е тесна, по патеката се пробиваат и возила. Се чудам што е со дркавава. Што има? Лоша катастрофа. Не се проаѓа. Камиони на секој чекор има. Камионите вртат еден по друг, а товарниот дел им е покриен со церада. Снимките од дрон покажуваат каде идат и што носат. На парцели блиску до земјениот пат, во напредна фаза е градба на два идентични објекта. Парцелите се надвор од деталниот урбанистички план на општина Центар и од генералниот план за цело Скопје. Иако се вон урбанизиран градежен реон, постојат правила на игра за тоа какви градби може да никнат, но во овој случај ниту некој побарал, ниту пак добил дозвола за градба. Нашите инспектори благовремено по доставената пријава од граѓани излегува на терен. Беа ставени жолти ленти, но дел од собствениците ги отстрануваат и се продолжуваат со градбите. Насоката е дека истите мора да прекинат и да се отстранат. Местноста се вика Шербетница, а според податоците од катастарот, станува збор главно за земјиште од категорија лозија. Сите се во приватна собственост. Двата објекта се најнови, но не и единствени. Снимките од Google покажуваат дека овде и пред 10 години постоеле градби, но и дека во последниот период се множат. Се познавате ли со луѓе во што градат? Мал е градот, сите ги знаеме, дури не само горе што градот, туку ги знаеме луѓе и на други места. Од наша страна е дадена насока дека тоа е кривично дело и дека мора да се престане со дивоградбата, поради тоа што гледаме дека некои реагираат, некои не реагираат, ние ќе го почитуваме законот и ќе постапуваме по истиот. Иако градбите се наводно, тие не влегуваат во заштитениот појас на планината. Некој што сака да гради, мора да поднесе иницијатива до општината, па ако таа се прифати да се изоди целиот административен пат пред да почне градбата. На дел од парцелите има имотни листови за викендички или останати помошни објекти. Освен овие две веќе напоменав, неколку куќи има веќе таму. За тие постапена? Има повеќе решенија за рушење уште од минатата година. Па зошто не се реши? Зашто средствата на општината не се доволни. Дополнително, општината има намера на седница на Советот да предложи се што е надвор од ГУПот да не може да се разработува со проект вон урбанистички план. И додека се бараат средства за рушење на водно, пари за таква намена веќе се издвоени за легендарната дивоградба на Пластичарска, позната во јавноста уште од 2016 година. Според написи во медиуми, тогашниот градоначалник Андреј Жерновски прво го затворил градилиштето во почетна фаза, а следната година откако напреднало и го срушил. Лани, случајот се реактуализира кога и Герасимовски го затвора градилиштето, сега во уште поголем габарит, и дава рок инвеститорот да го урне. Но наместо на уривање, на терен мајстори вредно работат на доградување на зданието за кое нема никаква градежна дозвола. Во мини јавна набавка, Герасимовски нашол и механизација за уривање. Беше и договорена акција за отстранување на објектот, но поради многу бројните пријави, така не стигна и допис од страна на Министерството за внатрешни работи, во делот на бомби во училиштата и недоволен број на полициски службеници, истата беше стопирана. Повторно од моја страна, по извесен период, пред неколку дена, е доставено повторно барање за асистенција од страна на МВР, за да заедно излеземе на терен и почнеме со отстранување на тие диви објекти. Од кусиот одговор што го добивме од полицијата, треба да се заклучи дека овој пат Герасимовски би требало да добие поддршка. Ве известуваме дека во СВР Скопје има доставено барање и по однос на истото ќе дадеме асистенција. Уривањето е скапо, а во случај кога инвеститорот е непознат како на Пластичарска, трошокот паѓа на товар на општината.
Враќање на просторот во првобитна состојба пак значи уште поголем трошок. Сепак, Герасимовски е дециден дека на пластичарска ќе се случи уривање. За водно се бараат пари. Ние во план програма која што има направена инспекцијската служба во делот за рушење, мислам дека има околу 9 милиони денари предвидено. Увидувајќи ги големите трошоци кои што ќе ги имаме со овие две дивоградби, договорено да се направи што побрзо текот на следниот месец ребаланс, каде што ќе се допунат средствата за таа намена, за да може да се постапува и за отстранување на овие објекти. Центар е атрактивна општина, а инспекторите ловат и доградби, надградби и продолжени тераси. Пред 2 месеца беше отстранет нелегален бутик на улица Македонија. Герасимовски вели дека оние што градат на диво, особено погабаритни зданија, се охрабрени во исчекување на легализација. Тој смета дека е дојдено време наместо за уривање да се размислува и за опцијата конфискување. Ние како општина ќе побараме, ќе почнеме иницијатива, истата ќе ја доставиме до ЗЕЛС, а тоа е измена на членови од законот со цел да имаме можност за конфискација, поради тоа што прво нема да се прават трошоци, а самите објекти би користела или општината или државата за одредени намени. Освен впечатокот за безредие и сомнежот за трговија со влијанија, пробивањето градби во белите дробови на Скопје се чини особено проблематично. Прашање на време е кој побрзо ќе стави крај на градежните апетити, надлежните или природата.